Искоренетата невработеност како придобивка на промената на името и доаѓањето на животот во Македонија предизвика еден феномен. Имено, последниот невработен во СРМ, екс-БЈРМ, екс-СРМ при СФРЈ беше изложен во зоолошката градина. Ничу, мајмо, нич. Откако беше прогласена за нехумана последната изложба на Музеот на современа уметност, беше префрлена овде во зоолошката градина. Као што може тука да го забележиме последниот невработен македонец, кој што, еве го седи тука као чма, а до мене и Миланче, нели неговиот кустос, кој што ќе ни каже нешто повеќе за него. Повели. Да, заинтересираноста за ова изложба беше огромна уште од самиот почеток. Ние моравме да се преселиме од Музеот на современа уметност, затоа што тоа е сепак живо битие, тука ете тоа има друштво, комши и едноставно мислиме дека овде му е местото. Добро, да, пишува дека тоа е последниот човек навработен во Македонија, но по своја волја. Тоа е Но по своја волја, да, човекот има факултет, ги има сите можности, се, но ете едноставно одбива да работи како одметник, така. Дали ќе може да влеземе за да направиме интервју со... Да, може, но по свој ризик, затоа што оваа состојба е многу лесно пренослива, заразна. Заразно. Значи, еве ќе влезам, не е никаков проблем. Ова е задњо. Ова е задњо од мене. Значи, за следна ваква задача кога ќе ми дадете, ќе си давам отказ. Ајде. Оф, моли мајко. Петре! Ме слушаш ли? Те слушам, бе, немој да викаш, нормално збори си, шо е? А ме слушаш? Шо си се облекол као гњурец? Петре, кажи ни како ти поминува еден работен ден? Како ми поминува? Нормално, како и секој друг. Сабајле, станувам кафе, доручек, крстословка, купатило едно друго и тоа е. Добро, ама чекај малце, тоа се 30 минути. Остатокот од денот... Како се 30 минути, бе, например, имаш овдека градче у Германија што има црква. Гармиш-Партенкирхен. Добро, Гармиш-Партенкирхен, ама има тука после, има скандинавски, има италијански, има билтен, има све има. Разбирам, но кажи ми, дали планираш да се вработиш? Молим? Дали планирате да се вработите, да Не. започнете со работа? Зашто? Па зашо се вработам? Овдека ми е супер. Си имам интернет, лаптоп, книга читам, крстословки, чат-пат, ливче ќе пуштам у кладилница кај овие. И сам рука на срце, мене и музеот ми беше фино, али беше типо. Комши, те молам, снимаме за телевизија, дај потивко ако сакаш. Ај те молам. Ево, ова, има атмосфера, некако фино е тоа. Добро, ама добро, еве кога ќе ви помине овој пубертет да го наречам, дали планирате у блиска иднина, не знам, да пробате да работите? Не планирам да се вработам, ради вакви прашања и од дома си отидов. Мене и таму ми беше добра, ама моите, ќе работиш ли, не работиш ли, па иди у детска, па турска серија, вака си дојдов тука, си имам моје катче, офарбано какво е такво е, интима си имам своја и тоа е тоа, супер ми е. Значи не планираш да се вработиш, тоа е дефинитивно... Абе, не планирам да се вработам затоа што не ќе да влезам у партија, разбираш? Значи, знаете што нема тоа никаква врска, еве, јас сум вработен, па не сум во никоја политичка партија. Ајде, тоа сите така видам. Ајде, ако правиш ваков муабет, ај гитла, ај, некам да ме, некам со вакви муабети, за тоа избегав ти, ајде. Извинете, Петре, извинете. Студио? Вратата? Како се викаше тој градот? Не знам. Вратата! Ланчо, простор за паника нема. Следната недела високо квалификувани северномакедонски екипи ќе дојдат на терен со цел да те извадат од таму.